Со Град на терасте во живо се враќаме во импровизираното студио во малата сала на Центарот за култура, каде што годинава ќе биде поместен и през Центарот, а околу кој што ќе се движат сите активности на маргините на она што ќе се случува надвор од сцената на 14-тото издание на меѓународниот фестивал на монодрама во Битола. Со мене во овој дел од разговорот, реков, добар дел од учесниците веќе пристигнаа, некои имаа можности да прошетаат низ градот, да се видат со стари пријатели и така натаму. И се надевам дека нема да ни биде земено за зло како фаворизирање на дел од учесниците во официјалната конкуренција. Тоа што разговараме со Чума, Драгомир Чумич од Белград, кого што верувам дека како лице и како глас и како ликови, тука најдовте и некои млади момци од новите генерации, од новото време, кои што се сеќаваат на вашите стари филмови, што посебно ве израдува. Во секој случај, верувам дека на таа некогашна југословенска или пошироко балканска сцена, препознатлива лице, препознатлива фигура, која што активно овој пат доаѓа со Беара фаќа високи топки, така се вика монодрамата која што изведувате. Јас морам овде да се снајдам да ја прочитам продукцијата. Значи, зборуваме за театарска агенција Балкан Нови покрет Белград, Србија, во режија на Милан Кнежевиќ. Сега, реков нема да фаворизираме, иако вие инсистирате дека сте еден од наградените на овој фестивал. Да не сватат погрешно, бидејќи сме на Балканот и на Балканот, како што не гледаат на Запад, обично така функционираат некои работи, однапред се знаат, меѓутоа во секој случај да се пошегуваме, зборуваме сепак за фестивал на кој што настапиле многумина ваши колеги од обкружувањето, меѓутоа и од подалечното обкружување, нешто што е вреднувано и нешто што зборува за самиот рейтинг на фестивалот, а тоа е кога на актерите им е мило да добијат награда, тоа значи дека наградата нешто им значи. Го сваќаме комплимент овде во фестивалот. Добре, дојдовте во Битола. Јас зборувам пребрзо, ќе се обидеме да се Ја вас разумем, ја вас разбирам. Така ли се кажа? Рековме дека сме точни. Така. И сега вака како точни соговорници, ќе почнеме со едно представување, нека биде на проектот. Значи за што се работи, не да ја раскажуваме представата, меѓутоа интересно е тоа со Беара, со топките, претпоставувам дека пасиониран гледач на фудбал, нешто самиот со себе се нервира и се кара, меѓутоа како дојде до ова и зошто монодрама генерално како жанр, како прилика, како се одлучивте да го направите овој проект? Пред свега ја вам се зафалувам на леп збор о мени. Фала лепо. А на ово прашање откуд Беара, јас сам снимао еден филм кој се зове Браќа по матери u Kninu, i to je bilo godinu dana pred onaj nesrećni rat 1991. godine, i tamo sam upoznao Bearu, koji je bio najbolji golman na svetu u svoje vreme. I on je radio u Kninu i on je rekao, branio je za Hajduk, pa za Zvezdu, pa za reprezentaciju, i onda je govorio kako je on tako, kaže, ama ja sam svega u Knin, to ja govorim na makedonskom, pokušavam, i ja ne se žalujem, ama meni je mesto, ama po najmanje u Belgrad, da branim za Zvezdu i tako. A kaže, svega sam u Kninu, a najbolji golman sam na svetu bio, ama lepo mi je ovde, ama ja sam hteo da napravim to o Beari, jer je da napravim apoteozu o Beari. Dakle, jedan najveći golman na svetu završi tako malo na margini. I on je meni pričao svašta kako nismo postali svetski prvaci. To je meni palo na pamet ovako, jer kaže André Malraux, francuski jedan pisac, sve što sam naučio o moralu, naučio sam u fudbalu. Meni je to ostalo ovako u glavi, ja sam se malo bavio sportom i rekao, ja ću to da napravim u Beari. Kako mi nismo postali svetski prvaci, kako je Jugoslavija bila ozbiljna država sa 25 miliona ljudi, kako smo došli do polufinala na jednom svetskom prvenstvu, zašto nismo ušli u finale i zašto nismo postali svetski prvaci. Stvar je vrlo ovako banalna na prvi pogled, to neću da vam otkrijem.
o čemu se tu radi. Uglavnom, mi nismo postali svetski prvaci zbog greške nekih ljudi koji su nas vodili. I moja ideja je bila da to malo raskrinkam. Ja sam napravio priču o Beari, malo je priča o fudbalu, malo je... Ovo ima i istraživačko-novinarska težina. Da, dakle ja sam to napravio, nisam stao ni na čiju stranu, malo ovi koji nas vode, malo mi kakvi smo i eto to je otprilike to na vaše to prašanje, to je moj odgovor. Значи, зборуваме за нешто ако убаво ве разбрав и уште повеќе се надевам дека на таков начин ќе ја поттикнеме публиката, и ако верувам дека самиот поттик, се надевам дека не треба парафразирам сега да се правам паметен нешто со преводот тука, бидејќи соговорникот ти кажа дека ќе се труди да зборува македонски и се разбираме, да, во секој случај, значи зборуваме за нешто за идентификација на многуми на денешни беари. Споменавте апотеоза и така натаму, значи на една приказна која што се случува на сите сегменти во општеството, а особено во овој наш Балкан и не само во овој наш Балкан, туку и малку пошироко во светот. Значи зборуваме за една универзална филозофска приказна, раскажана преку фудбал и помалку сензационалистичка во секој случај. Го споменавме театарската агенција Балкан Нови покрет. Сега тоа е нешто што се разликува од она на што верувам дека и вие со и долгогодишното искуство што го имате сте биле навикнати претходно, начинот на кој што актерите функционираат, на кој што актерите се снаоѓаат во денешните услови и на кој што актерите се обидуваат да фатат и високи топки, па макар и некаде поинаку, нели? Ете, во овој случај овде сме. Како функционираат тие работи? Зборуваме за Србија, близко сме, познати ни се, се разбираме на некој начин, меѓутоа... Да бидеме искрени, не е многу убаво, ама се некако иде. Jedan moj prijatelj u Beograd se vika Dušan Milekić, mene kaže, sakaš da ideš u Bitola? Rekao, sakam. Hoćeš da ideš? Hoću da idem. Hoću sa Bearom da idem. Beara je u Splitu, ja ću da odem sa tom pričom o Beari. Keo, ideš? Idem. Ja sam došao tu. Kaže, ja tamo imam jedan prijatelj, se vika Slavče, on će da te čeka, provićete kroz Bitola. Ja sam danas bio ceo dan. Imate, verujte mi, od srca vam govorim, imate prekrasan grad. Ljudi su fini, divni, pitomi, otmeni. Ne znam koji zbor da vam kažem. Naknati smenije nekom. Naravno, zašto ne? Dakle, prekrasan vam je grad i ja se zahvalim što sam tuka. Моабетот со продукцијата ми беше и со агенцијата за тоа каков е статусот во овој моментот на актерите генерално, ете во случајот во Србија, и дали нели соработката на независни проекти, на разни мали театри, на ад-хок театри, групи и така натаму, значи независност на актерот или е оно што го реков преѓе снаоѓање на некој начин за да се преживее едно тешко време кога актерот генерално ја изгубил општествено повластената положба која што претходно ја имал, а на која што и вие сте биле навикнати, верувам, во поранешна Југославија. Сега морам да вам искрено одговарам. Nije. Mislim i na vas i na nije. Ušte smo tuka. Mi nemamo gde. Dakle, čvrst smo narod. I sve nedeće koje naiđu nekako bi drugi stradali, mi opstajemo. Sad ću vam reći o tim glumcima mladim. Sada je bilo, ne znam da li ste vi ovdje gledali, ako niste, gledat ćete jedan film koji se zove Šešir profesora Vujića. To je režirao Šotra, Zdravko, igra Berček tog profesora Vujića, to je jedan fin, bizarna jedna ličnost, profesor od nemačkog jezika koji je imao srećnu generaciju da vodi jednu u 8. muškoj gimnaziji, u 3. muškoj gimnaziji, gde su svi od 8 njih je postalo, svaki je postao akademik. I to je priča o njima. I ti mladi glumci, bez ikakve zadrške, vam kažem, tako su
fini, vaspitani, lepi, talentovani, pristojni. Da će vi kažete, kako to u Beogradu nije baš tako sjajno. U celoj bivšoj Jugoslaviji nije baš. Sad, što napravi smo. Oni su u još jednom filmu koji se zove Montevideo, Bog te video, i još u jednoj seriji koja se zove Vojna akademija. Ja mislim da će to da gledate. Vidjet ćete kako je to sjajna generacija. Mi samo čudimo kako to, pa ne pruža im se šansa, nema projekata kao ranije, imate sve ovo, ima pare, ima ovo, ima ovo. Dakle, oni se snalaze tako sigurno, čvrsto, ubedljivo, da vi samo ovako možete kažete svaka čast. Тие се родени во друго време и природно или растеле во друго време, па природно се научиле да се сноѓаат. Но што со вашата генерација, која што едноставно се најде во ситуација, снажи се, ќе ми простат гледачите, и кој што моравте на некаков начин да обстанувате. Ове ли се формулите, преку независни проекти, преку постојана активност, да се одржувате во живот, да не се откажувате, и дали можеби некои од вашите колеги се разочараа или се откажаа во услови кога не би можеле да се снајдат, да функционираат така? Ама, слушайте, разни случаи има. Неко се сналази, Бога ми на неки тако неприличан начин, неко се разочара, неко е индиферентан, неко оде у депресија, и nije ružičasto, ali prođu tako godine. Ovi mladi, ne, oni će, Boga mi, da izguraju. Ja mislim дека они će da pogura ta stvar. Имаат вашата школа, вашето искуство и духот, предпоставувам, а се снаоѓаат во новото време, и тоа би било некаква совршена комбинација. На самиот крај, ете, вака од прва рака, значи од актерот, како порака до публиката, зошто би требало да се најдат, да се дружат со вас во терминот е недела, во 21 часот, значи Беара фаќа високи топки. Зошто треба тоа да го направат, да се подружат со вас? Верувам, освен ова што досега го кажавме како провокација, ете, нека биде ваша директна порака за крај до нив. Видите, данас смо се договорили sa дирекцијом на фестивалот, тоа не знаете, дека ќе биде представа во недела у 21, а друга представа ќе биде у понеделјак. Не си секираат, значи тие што нема да влезат, така е? И околу наградата, тоа го споменавме тука. Тоа се разбира, наравно. Ви благодарам и вам за убавите зборови, нели, во име на битолчани, и се надевам дека ќе имаме прилики почесто вака да се гледаме, да се дружиме и да разменуваме некои вредности кои што ни се заеднички, што би се рекло, и кои што ги имаме и како традиција меѓу актерите и како убави спомени на соработка. Благодарам уште еднаш. Јас благодарам вам. Ние овде се одјавуваме, нели, во овој дел, ќе продолжиме со реклами, а по рекламите се враќаме со разговорот. Националната установа, Центар за култура Битола, со голема чест и задоволство ве поканува на 14-тиот интернационален фестивал на монодрама, кој ќе се одржи од 4 до 8 мај 2012 година.